Добар ден, добро дојдовте во вестите на Канал 8. Договор за партнерство и соработка подпишаа средните училишта Љупчо Сантов од Кочани и Неготино од Врапчиште, Гостиварско. Тоа е дел од проектот на Американската агенција за меѓународна соработка USAID за јакнење на мултиетничката интеграција во Македонија. Средното општинско училиште Љупчо Сантов од Кочани подпиша договор за партнерство и соработка со Средното општинско училиште Неготино од Врапчиште, како дел од проектот Мултиетничка интеграција во образованието на Американската агенција за меѓународна соработка USAID. На чинот на подпишувањето во нашето средно училиште присуствуваа и градоначалниците на Кочани и Врапчиште, Радко Димитровски и Бајрам Кадрија, кои изразија подготвеност за проширување на соработката не само во образованието, туку и на планот на културата, спортот и стопанството. Почетната иницијатива за соработка меѓу двете училишта започнала уште пред половина година, но обуките на училиштата што биле заинтересирани за проектот за мултиетничка интеграција. Запознавањето и препознавањето како идни партнери беше уште тогаш. Нормално во редовна комуникација ние договаравме дел од активностите околу соработката, за која што посебно важно е присуството на двајцата градоначалници. Јас се надевам дека со нивна поддршка и со наше залагање ќе успееме да покажеме како треба да функционира меѓуетничката соработка помеѓу две општини и две училишта. Директорот на Средното училиште Неготино од Врапчиште, Рахим Касами, истакна дека очекува интензивна соработка и меѓусебно разбирање, препознавање на сличностите и почитување на разликите и комуникација, што ќе ги изближи и вработените и учениците. Мене ми е мило што сум прв пат во Кочани и ми е драго што сум директор, најмлад директор во средно училиште на ниво на Република, и драго ми е што се сретнеме со вака училиште што е стара 55 со традиција. Задоволство од соработката на двете училишта изрази и градоначалникот на Врапчиште Бајрам Кадрија. Присуството во спојувањето или соработката меѓу двете гимназии од двете општини, што ќе не натера сигурно понатаму да ова соработка ја прошириме и на други области, културни, меѓу општински настани. И мислам дека нашата општина како помлада општина и гимназијата, помлада гимназија, на некој начин ќе имаме што да придобиеме од искуствата на гимназијата, па и на општина Кочани. Во Средното училиште од Полошко Врапчиште учат 250 ученици во 12 паралелки. Наставата се изведува на албански со 21 лице како воспитно-образовен кадар. Во Кочанската гимназија учат 728 ученици со настава на македонски јазик. Представниците на институциите разменија пригодни подароци и печатен материјал со детални информации за двете општини и двете училишта. Сличен договор за партнерство и соработка подпишаа и основните училишта Свети Кирил и Методи од Кочани и прилепското село Канатларци. И овој договор е во рамки на проектот на USAID за меѓуетничка интеграција во училиштата. Во рамки на проектот Меѓуетничка интеграција во образованието, договор за партнерство подпиша основното училиште Свети Кирил и Методи од Кочани со истоименото од прилепското село Канатларци. Директорите Весна Зашова и Јусуф Ахмет очекуваат соработката во реализација на заедничките активности да придонесе за запознавање со културата, традициите и да го јакне со животот меѓу учениците и вработените од двете училишта. Во основното училиште Кирил и Методи од Канатларци учат 174 ученици на турски и на македонски јазик, а во Кочанското 860 ученици со настава на македонски јазик. Проектот на USAID за меѓуетничка интеграција во образованието работи на создавање политичка, социјална и економска клима потребна за да се постигне одржлива интеретничка интеграција во училиштата, во останатите образовни институции, па и во целото општество. Активности како дел од проектот за мултиетничка интеграција во образованието реализираше основното училиште Синише Стоилов од Зрновци. Проектот е во соработка со основното училиште Кирил и Методи од Прилеп. Соработката меѓу двете училишта започна во ноември минатата година, кога училиштата поднесоа апликација за помали грантови и ги добија и со тие средства реализираат активности како дел од проектот меѓуетничка интеграција во образованието.
Активностите кои што учениците ги реализираа во училиштето се бојадисување јајца за христијанскиот празник Великден, распишан е литературен и ликовен конкурс во кој децата пишуваа и сликаа творби, а истите беа напишани на македонски и турски јазик. Спортски турнир во фудбал машки и кошарка женски во мешан состав од двете училишта. Освен ова се представија и хоровите од училиштата, а целокупните активности завршија со засадување на дрво на пријателство, во кој децата беа облечени во турска и македонска носија. Во активностите учествуваа и родителите на учениците кои подготвија традиционални јадења на трапезата на љубовта. Целта е да го промовираме меѓуетничката интеграција во образованието, односно да развиваме свест кај учениците за соживот во мултиетничко општество, преку играта, преку музиката, преку спортот, преку дружењето, преку обичаите, преку традициите, кај учениците да развијат почитување како на сопствената култура, така и на културата на другите етнички заедници. Ваквата соработка меѓу наставниците, родителите, учениците од различни етнички заедници овозможуваат или создавањето на вакво партнерство со различни етнички заедници или учење едни од други и учење едни за други придонесуваме за унапредување и градење на позитивен став кон припадниците на другата етничка заедница. Училиштето од Прилеп е мултиетничко и при првата посета на општина Зрновци директорот на Прилепското училиште се сретна со градоначалникот Блаже Станков и го посети подрачното училиште во село Мородвис како и етно куќата. Првиот пат кога дојдовме во ноември, потпишавме протокол и така да стекнавме тука и се научивме дека претежно живееле турско население порано со исилувањето во Република Турција. Овде значи не останал Турција, ама ние во моето шетање и доживување во селото видов значи стари градби како турските култури. Вработените во основното училиште Синиша Стоилов се горди што заеднички со училиштето од Прилеп го реализираат проектот, а активностите од него се позитивен пример како треба да се негуваат различните и заедничките вредности. Освен со Зрновското училиште, Прилепското училиште договор за соработка потпиша и со основното училиште Свети Кирил и Методи од Кочани. Средношколскиот пленум најострого осуди новиот чекор на Министерството за образование и наука, кој преку класните раководители се бара согласност од родителите за стапувањето во бојкот, со цел да се изврши задушување на средношколскиот револт. Во Кочани и Виница засега нема нови протести. Средношколскиот пленум, новата одлука на Министерството за образование и наука со која се бара согласност од родителите, ја смета за груб притисок врз средношколците и бојкотот воопшто. Ова го оценуваме како злоупотреба на моќите на Министерството во насока на действија против средношколскиот револт, кој лошите реформи и ресорното Министерство се повеќе го потпалуваат, реагираа од пленумот. Оттаму напоменуваат дека обидите за амортизација на битката неуспешноста ја покажуваат на дело. Прашање е само како Министерството се коцка со средношколците и образованието, кога еднината е кај нас, зарем ке се загрози и образованието, најефтиниот пат до успехот, прашуваат од пленумот. По негативната кампања и некои професори преку Викендашката унија, Министерството својата неуспешност ќе ја теши во притисоци кон родителите. Со вакви обиди МОН само ја покажува својата положба, иако во јавноста убедува за спротивното. Барањата на пленумот се исклучително важни за подобрување на образовниот систем и на државата воопшто, нешто за кое и самото Министерство е повеќе од свесно, но не секој може да го каже тоа, децидни се од пленумот. Кочанските средношколци досега 3 пати излегоа на протести, а како што рекоа, поради политички притисоци, одзивот во 3 наврата забележуваше тренд на опаѓање. Евиничките средношколци минатата недела за прв пат излегоа на протести, подражувајќи го средношколскиот пленум и со став дека ќе ги координираат понатамошните активности. Со културно-уметничка програма на која учествуваа најмладите од основните училишта од Кочани, беше одбележан 8 април, Меѓународниот ден на ромите. Забавна културно-уметничка програма приредија учениците од Кочанските основни училишта во рамки на одбележувањето на 8 април, Меѓународниот ден на ромите. Во програмата што се одржа во салата на основното училиште Никола Карев настапија и дечиња роми и дечиња македонци, како символично остварување на заложбите за подобро меѓусебно разбирање и запознавање.
Преку танци, ора и песни, најмладите порачаа дека не треба да постојат меѓусебни бариери, нетрпеливост, туку да се подобруваат со животот и мултиетничката толеранција. Во организацијата на свеченоста под назив "Заедно сме посилни" се вклучија локалната самоуправа на Кочани и невладиниот сектор. Оваа година од невладиниот сектор во организацијата на Денот на ромите се вклучи само Авена. Инаку малку сменивме во принципот и начинот на обележување на Денот на ромите со тоа што ние општината застанавме за сите активности, односно ги покриваме трошоците за активностите, а невладините сакавме да се вклучат со активности. Меѓутоа, од невладините се вклучи само невладината организација Авена. Одбележувањето на Денот на ромите годинава во Кочани се реализираше во изминатите 3 дена, при што беа одржани спортски надпревари и свечености во кои се вклучија најмладите од детската градинка и од основните училишта. За сите нив општина Кочани, како организатор на манифестациите, обезбеди пакетчиња со пригодни подароци. Честитка по повод 8 април, меѓународниот ден на ромите, упати градоначалникот Радко Димитровски. На сите граѓани во општина Кочани од ромската етничка заедница да им го честитам празникот и да им посакам многу здравје, многу успех и многу среќа во животот. Можам да кажам дека ние 8 април го гледаме како еден ден каде што имаме некои формални активности, кои што формални активности се сведуваат на одбележување на тој ден. А додека многу побитно е она што како град, како општина го имаме за целокупното ангажирање околу подобрување на условите за ромската популација, заради тоа што знаеме дека сепак таа е една од најранливите категории во нашето општество и во самиот град Кочани. Во фојето на Центарот за култура Бели Мугри е отворена изложба на слики од меѓународната ликовна колонија Карпино 2014. Со нова ликовна изложба продолжува 7-годишната соработка меѓу Кочанскиот центар за култура Бели Мугри и Кумановската меѓународна ликовна колонија Карпино. Од изработените над 30 слики, направен е избор од 26, што во наредните 10 дена ќе можат да ги видат граѓаните од Кочани. Лани колонијата се одржа по 12 пат, а неизин организатор е мултимедијалниот центар Карпино од Куманово. На неа учествуваа признати уметнички имиња од државата, но и од странство. Тука се дела од 12 уметници, значи од Република Србија имавме двојца, од Бугарија двојца, од Белгија и овие наши домашни уметници од Република Македонија. Делата најголем дел се масло на платно или акрил на платно и се творени на слободна тема, додека порано, како што знаете, беа инспирирани од самиот манастирски комплекс, од духот на Пресвета Богородица црква, која е во самиот комплекс. Учесниците на минатогодишната колонија биле задоволни од нејзината организација и престојот во комплексот Карпино кај Куманово, па најавиле повторно учество и за оваа година. Во духот на Карпино е по еден само, да не кажам од најдобрите, да може да остане за следната година. Значи, оваа година, за жал, ќе бидат освен еден, ќе бидат сите нови уметници. И као што кажав, значи, веќе направивме некоја соработка со некои колонии од Србија, за да преземеме, значи, уметници кои се надвор од, не само од Македонија, туку надвор и од Европа. Сдруженијето Карпино преку меѓународната колонија го промовира средновековното светилиште од 16 век, познато како препишувачки центар во тој период. Изложбата од колонијата своето представување низ Македонија го започна од Виница и Куманово, а по Кочани се планира да гостува во Пробиштип, Кратово, Кавадарци и другите градови во државата. Кампот Крани промовирани во Кочани. И учениците од кочанските училишта може да бидат дел од него, кој се организира на Преспанското езеро, а има едукативен и забавен карактер. И учениците од кочанските училишта може да бидат дел од летниот рекреативен, едукативен и забавен камп центар што се организира на Преспанското езеро. Наменет е за деца од 8 до 14 години. И преку него децата добиваат 8 дена исполнети со нови искуства, познатства, нови навики, самостојност, сигурност во себе, нови другарувања во природна еколошка средина далеку од градскиот метеш и воздух.
Во текот на кампувањето, учениците имаат организирано креативни активности кои потикнуваат телесни, моторички и духовни способности, подготвени од специјализирани тимови на педагози, психолози, наставници, професори, тренери и инструктори. Во рамките на самиот автокамп понудуваме една рекреативна, едукативна активност која што на некој начин самиот едукатор кој што ние во нашиот организационен тим работи на едукација на самите дечиња преку интерактивни работилници кои што се во делот на дел на едукативниот, дел на рекреативниот, дел на спортскиот елемент, значи ќе има една соработка со самите наставници кои што би дошле во рамките со децата на автокампот, а и од она што ние го понудуваме како целодневна програма. Значи за тие 8 дена, односно 7 ноќавања кои што ќе бидат реализирани, ќе биде една комплетна програма секојдневна со разни активности, нешто со што сакаме да го имплементираме од камповите кои што се низ Европа, низ Балканот, значи како Германија, Хрватска, па нешто да го спроведеме и на нашите простори. Кампот Крани со својата работа започна од минатата година, а годинава ќе се организира од 16 јуни до 16 јули. Децата може да се пријават во училиштата или на веб страницата на Автокампот Крани. Следува спортската информација. Двете нигеријки добиле виза и се очекува наскоро да го заселат женскиот фудбалски клуб Кочани. Репрезентацијата до 17 години забележа 2 победи на турнир во Црнагора. Новата информација поврзана со засилувањата во ЖВК Кочани е што двете фудбалерки од Нигерија кои треба да допатуваат во Кочани добиле виза што треба да ја подигнат од Египет од причина што Македонија во Нигерија нема дипломатско конзуларно представништво. Тие ќе му се приклучат на кочанскиот табор со амбиција за повторување на минатогодишниот резултат веќе во следната сезона, затоа што амбициите за одбрана на титулата потонаа со поразот од Драгон во решавачкиот надпревар. Двете нигеријки ќе бидат првите црноморести фудбалерки што ќе заиграат во македонското фудбалско првенство. Македонскиот женски фудбал по се изгледа ја подобрува перспективата, откако репрезентацијата до 17 години забележа победи над Литванија и Луксембург. Со 5:1 најправен беше совладана репрезентацијата на Литванија, а потоа со резултат од 4:1 и Луксембург. Станува збор за U17 развоен турнир, што се одржува во Црнагора. В петок во 16 часот ќе биде одигран и последниот надпревар против домакинот репрезентацијата на Црнагора. Дел од македонската селекција е и Ана Благонова, фудбалерка на ЖФК Кочани, а помошник селектор на Кирил Изов во репрезентацијата до 17 години е тренерот за минатата 2014 година, предводникот на ЖФК Кочани Оливер Јовановски. Женската кошаркарска екипа на Основното училиште Никола Карев не успеа да се пласира на државниот надпревар откако загуби од Основно училиште од Гевгелија во надпревар што се одигра на неутрален терен во Велес во рамки на меѓузонското надпреварување со резултатот 38:29, полувреме 17:14. Толку во овие вести. Најновите информации ги имате и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.